По бројните проблеми со неисправни автобуси и намален број возила на улиците, синдикатот на ЈСП бара обвинителството и финансова полиција да спроведат детална истрага во јавното сообраќајно предпријатие, исто како што тоа го направија во комунална хигиена. Оттаму посочуваат дека постои сомнеш дел од возилата да не се во функција заради дефектите кои настанале како резултат на неправилностите во набавките со гориво и деловите за автобуси. Генералниот секретар на синдикатот Меджит Дрези побара надлежните институции веднаш да влезат во јавното предпријатие и да ја испитаат докрај целата постапка. Да се провери и во ЈСП Скопје, чим има во комунална хигиена така криминалци, тогаш ај нека проверите во ЈСП Скопје да видиме што. Прво со нафтата, цената која цена ја набавиле нафтата, квалитетот на нафта да се провери, кога се купуваат делови да видиме која цена прво наплатиле со деловите. И во ЈСП Скопје да видиме што направиле криминал, затоа бараме како генерален секретар на СПАјС, барам да се влезе и кај нас обвинителството и финансова полиција да се испитуваат детали точно набавка на делови што прават дека нафтата, квалитетот на нафтата. Од синдикатот предупредуваат дека во моментот повеќе од 30 возила се во дефект заради проблеми со дизните, а десетина автобуси не сообраќаат поради оштетените мотори. Велат дека ваквите дефекти може да се должат на неквалитетното гориво, но и на пропусти во сервисирањето. Исто така посочуваат и дека имаат набавено нови гуми, но по 3 дена откако биле донесени, истите исчезнале од гаража. Предходно јавното обвинителство почнаа да ја чистат комунална хигиена. Само последниот тендер за сервис на возила на ова предпријатие е тежок речиси 250.000 евра. На него подпис ставил актуелниот директор од ДУИ, Сабахудин Рустеми, именуван од градоначалничката Данела Арсовска. Купната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ, изнесува 14.929.950 денари. Скопје изминатите недели се гуши во ѓубре, контејнерите низ градот се уште се преполни, а отпадот се таложи на тротоарите. Додека градот и надлежното предпријатие бегаат од своите обврски, градоначалниците на скопските општини се борат со сопствената механизација колку што можат за да ги исчистат депониите, а граѓаните се борат да поминат по тротоарите борејќи се со расфрлани кеси. Во меѓувреме и градоначалничката Арсовска се објаснува на социјалните мрежи, а директорот на комунална хигиена никаде го нема. Проблемите во јавните предпријатија се провлекуваат речиси низ целиот мандат на градоначалничката Арсовска, која ќе остане запаметена по рекордниот број на смени на директори, како и по низа инциденти и несреќи со автобуси. Само во последната година имаше десетина случаи на запалени, расипани или оштетени возила. За среќа без човечки жртви.